помалку се разликува од сите оние други теми во овој сектор земјоделие и прехранбена индустрија, особено од она што се подразбира како традиционално добра приказна, кога имаме големи инвестиции и така натаму. Но мислам дека темата интересна ќе побудиме интерес, затоа што се работи за еден малку поинаков сегмент од земјоделието. Инаку успешниот развој на македонското земјоделство и реализацијата на неговите општествени функции бара јасно формулирани стратешки цели на аграрната политика, мерки и действија за нивно остварување. Во стратешките приоритети за развој особено се важни две компоненти, тоа се интегрирањето на примарното земјоделско производство во прехранбената индустрија и пораст на високофинални производи, односно производи со висока додадена вредност во прехранбената индустрија. Во таа насока особено е важно да се истакне дека како можност за подобар развој на земјоделското производство потребен е акцент да се стави на значењето за зачувување и развој на методите на традиционалното производство и традиционалните домашни сорти. Автохтоните сорти представуваат стари од домаќините сорти кои традиционално се одгледуваат на територијата на Република Македонија подолг временски период. Потребно е да се работи на нивна заштита, сортирање и евидентирање во каталог. Во спротивно, истите може да исчезнат ако нема комерцијално производство. Постои голем потенцијал да се произведува во нашето поделје квалитетно, органско производство, а тоа истовремено е шанса за компаниите кои гледат перспектива во еден ваков вид на производство. Со тоа тие ќе бидат далеко поконкурентни на пазарите на Европа и со далеко повисока цена. Поддршката е клучен фактор кој влијае на иновативните процеси во земјоделството. Истите представуваат истовремено зачувување на националното обележје, па се до комерцијален успех и развој на компаниите. Промоцијата на домашните автохтони производи, особено кога зборуваме за автохтони органски производи од наши македонски сорти, ќе ги поттикне домашните потрошувачи да ги користат истите, а со тоа ќе придонеси во развојот на компаниите кои ги произведуваат. Ваквите компании треба да се поддржат од институциите со што ќе се заокружи и заложбата на Факултетот за земјоделски науки и храна за чувување на домашните сорти за идните поколенија. Денес гостин и на пресо ќе биде господин Драган Цветковиќ, член на Сдруженијето за земјоделство и прехранбена индустрија, представувајќи ја неговата компанија Аудот ГВН од Куманово и активностите поврзани со компанијата. Целта е истовремено преку представувањето на оваа компанија да се даде малку поголем акцент на, како што реков, овој сегмент од земјоделието кој сметаме дека може да биде успешна приказна. Поверете. Ние веќе 18 години се занимаваме со производство на зачини. Значи, некаде 2000 година формираме фирма. Се извинам. Некаде 2000 година формираме фирма која е во чиста рурална средина, се наоѓа во село Тромиѓа Кумановско. И од тогаш наваму се занимаваме, прво почнеме со основна дејност, пакување на зачини, миксање и дистрибуција. Развивајќи се во текот на годините, решиме да инвестираме во преработка првенствено на диворастички растенија, така да направиме една соларна сушара, за сега единствено тако тип во Македонија, вакуумска соларна сушара. Имаме своја оцетара и од минатава година веќе имаме органско производство на стари автохтони сорти. Искуството од пазарот што го имаме со години, од вкусовите, од квалитетот на прехранбените земјоделски производи првенствено, увидуваме дека тоа што го има на нашите пазари драстично се разликува од тоа што може да се произведе кај нас, тоа што нашава земја, почва, природа не го возможува. Така да прво почнеме да произведуваме одредени немакедонски производи, како насад имаме на индиско чили, оригано, некои други билки, докажаме дека приносите се прекрасни тука, дека квалитетот е прекрасен и така натаму. Бидејќи бев колекционер и уште сум на семенски материјали или стари семиња од различни билки, решиме 2018 година да започнеме со органско производство на тие автохтони сорти, конкретно на гравчињата, првенствено. Имаме збирка некаде околу 100
120-30 вида на различни обоени гравчиња, сакам да нагласам, бидејќи белото гравче не го садиме, значи шарени гравчиња, одредени видови на такви планински гравчиња. Започнаме еден проект малку поозбилен со Институтот за генетика при Земјоделски факултет. Побараме од нив и нивната генетска банка, ако може да ни поземат семиња, за да можеме многу повеќе видови да умножиме и да ја обновиме таа генетска банка. Така да ова година веќе имаме и 2 производи од таков тип, конфекционирани крајни производи. Едното е органско, и двете се органски гравчиња, меѓутоа едното е планинско, едното е шарено гравче. Така се крстени, бидејќи планинското гравче расне на висина од 2,5 метри од почва, таков тип на гравчињата, се овие ниските се крстени како шарени гравчиња, бидејќи се прават различни миксови од гравчиња кои исто изгледат, исто се варат во исто време со слични карактеристики. Зошто го направиме тоа? Покрај основните човечки потреби да ги зачуваме желба на нашите стари семенски сорти, кои се многу разликуваат од тоа што индустрија го произведува, и самиот состав на тие видови гравчиња, самите квалитетни особини што ги дават при готвење, при спремање и така натаму. Бидејќи ова е наш проект од сопствени средства, малку е поозбилен и пробаме ова година соработка да направиме преку USAID, преку SEED, преку Америчка амбасада, преку некои организации, така да за сега почнуваме одредени проекти со нив. Од овдека еве да упатам еден повик, бидејќи пробаме во заднива година дена да повикаме сите луѓе кои имат некоја стара автохтона сорта, сите кои имат своји сопствени површини, првенствено да се органски, и сакат да го зачуват, обноват и умножат таа билка, да кажеме. Ние би сакале со нив да се работуваме нормално, да ги помогнеме во делот на одгледување на таа билка, во делот на преработка и пласирање како во земја, така и надвор. Во моментот не. Во ред, јас ви благодарам. Доколку имате прашања, повелете. Сектор земјоделие, ако беше најавено одамна дека ќе биде воведена зелената нафта, дали имате некаква информација дека кога би можела да се почне да се користи? За сега се уште немаме никаква најава. Ние сме во постојан контакт и за разноразни други мерки кои Министерството за земјоделие ги предложи, така да се надам дека оној момент кој ќе бидат донесени, пошто ние имаме представници во работните групи, дека тоа ќе го знаеме и компаниите ќе бидат известени. Со ребалансот не се предвидени пари? Тоа треба владата да известени? Не сме. Со оглед што постојано расте цената на нафтата, особено дизелот, земјоделците го користат најмногу за своите... Дали има поплаки, дали реагираат? Значи, на таа тема имало поплаки, многу пати се разговарали во минатиот период. Знаеме дека тоа е една од мерките која секако би им олеснила на домашните земјоделци и би го направила производството по-ефтино и по-конкурентно. Секако владата се занимава со тоа, ние сме иделе во нашите предлози во една друга насока за искористувањето и на термалните води, кога се во прашање оранжери. Минатата недела имавме повторно средба со дел од представниците од оранжериското производство кои користат термални води, меѓутоа за сега немаме некој поголем успех,